Здраво! Добре дојде во онлайн академијата за човечки ресурси. Моето име е Анде и ова е прв од неколкуте видео туторијали кои што ќе ги сретнете на оваа страна, а чија цел ќе биде да им помогнат на два ентитета во нашата држава: младите кои што си бараат работа од една страна и фирмите кои што нудат работа од друга страна. Во повеќето слабо развиени економии како македонската, овие две групи многу тешко соработуваат меѓусебно и доаѓаме во ситуација како денешнава, да младите или немаат или многу тешко си наоѓаат работа, а фирмите се почесто извиваат дека до квалитетни вработени тешко се доаѓа. Зошто е тоа така? Голем дел од проблемот е психолошки. Имено, повеќето од нас се така програмирани да размислуваат дека за се во животот треба да бидеме избрани. Без разлика дали е тоа уште во основно или средно образование, кога требало да ни изберат за некој надпревар потребен предмет, или пак сега кога сме завршиле со нашето формално образование и треба да си најдеме работа. Тука интернет сајтовите за вработување воопшто не ја олеснуваат целата ситуација, затоа што истите нудат шанса за аплицирање на безброј многу огласи и младите најчесто на тој начин си бараат работа. Ова е сосема погрешно. Шансата да бидете избрани на оглас на кој што се пријавиле други 300 или 400 потенцијални кандидати, можете да ја пресметате самите. И што се случува понатаму? Кога фирмите ќе видат колка број на апликации стасале за одреден оглас, почнуваат разбирливо да го отежнуваат процесот на селекција, затоа што реално во македонската економија бројот на слободни работни места е се уште далеку помал од бројот на потенцијални кандидати за истите работни места. Младите пак чекаат и почнуваат полека вештачки да ги пумпаат своите CV-ја, затоа што одговор нема или кој ќе дојде истиот е негативен. Дури кога ќе бидат повикани на интервју и разговор, разочарани се од компензацијскиот пакет кој ќе им биде понуден, кој што е нереален и е далеку од стандардот во кој што денес живееме. Фирмите пак, разочарани од какви се кандидати не се пријавиле за одреден оглас, почнуваат да го отежнуваат процесот на селекција преку ставање на дополнителни барања и квалификации и намалување на така ниските плати. И со тоа постојано се врти во круг. Што е решението на сето ова? Прво треба да кажеме како функционира пазарот на труд во Македонија и во светски рамки. Имено, истиот е поделен на два дела: на јавен пазар и на скриен пазар. Јавниот пазар на труд е тоа за што зборувавме до сега и истиот реално не дава ефикасни резултати нити за едните, нити за другите. Затоа сите ние треба да се стремиме да дојдеме на скриениот пазар на труд. Зошто? Затоа што јавниот пазар на труд нуди многу неубави услови за младите кои што си бараат работа. Затоа истиот е многу лесно достапен, но таму платите се ниски, затоа што поборувачката е поголема од понудата за работа. Па така доколку јас не се нафатам да работам за одреден компензацијски пакет, не значи дека и некој друг ќе го стори тоа. Тука на овој пазар шансите за напредок во кариерата се многу мали и служат само за пополнување на квотите кај работодавците. Оно што е најбитно е дека тука тие ви избираат вас, односно преку аплицирање на одреден оглас, вие се ставате на милост и немилост на фирмите или работодавците со кои што сакате да соработувате. Како се стасува до тој пазар? Рековме со аплицирање и чекање да бидете избрани. Сега на скриениот пазар на труд работите се диаметрално спротивни. Имено истиот е многу тешко достапен, затоа што доколку го пробиете, ви се отвараат еден куп шанси за напредок во вашата професионална кариера. Тука и платите се доста повисоки, некој пат и за 100% повеќе од оние на јавниот пазар на труд, затоа што тука реално тргуваат, односно менуваат работни места најуспешните професионалци во нивната кариера. Оно што е најбитно е дека тука вие ги бирате нив, односно вие си одбирате со кои фирми и работодавци сакате да соработувате. Како се стасува до овој пазар на труд? Преку остварување на контакти и креирање на вредност во вашата професија. Ова второто е многу побитно од остварувањето на контакти, затоа што доколку немате што вредно и поинаку да понудите од останатите, џабе ќе видат сите пријателства и познанства кои што ќе ви се најдат понатаму во вашето барање на работа. Но доколку имате нешто вредно да понудите, се што треба да правите е да остварувате контакти или популарно наречено нетворкинг. Со ова се започнува уште на факултет. Факултетот како институција нуди многу убава шанса за остварување на безброј многу пријателства и контакти, кои што подоцна во животот можеби ќе ви се најдат во вашето барање на работа. Едно CV може да има еден куп вештини, квалификации и сертификати набројано, меѓутоа истото не може да ве препорача кај вашиот иден работодавец, како што тоа може да го направи ваш пријател или познаник од порано. Дека ова е така потврдува и фактот за тоа како фирмите си бираат дополнителни вработени.
кога една фирма ќе има одреден проблем и затоа ќе треба одреден вработен, прво истата тргнува од потенцијалниот кадар кој што го има, од постоечкиот и бара во собствените рамки. Доколку тука некој не може да го среди тоа, тогаш проминува кон барање на препораки од постоечките вработени за луѓе кои што би можеле да го свршат тој проблем. Доколку и тука тоа не успее, дури тогаш се преминува кон распишување на оглас на интернет за работно место. Гледате колку е тешко на ваков начин да се најде работа, бидејќи распишувањето оглас на интернет е дури трета алтернатива кај фирмите кога си бараат нови вработени. Што е она што препорачувам сега? Престанете да размислувате традиционално и почнете со остварување на контакти и креирање на вредност во вашата професија. Сега интернетот нуди шанса и за двете работи. Креирањето на вредност може да земе форма во вид на креирање блог, креирање на веб страна, анализа на пазарот во вашата професија или слично, додека пак социјалните мрежи сега нудат шанса за споделување на вашиот контент или содржина со сите, а најпрво со идните работодавци или фирми со кои што сакате да соработувате. Верувајте ми, дури и да не ви успее вашата првична цел да бидете исконтактирани од нивна страна или ви да понудува работно место, барем ќе бидете запамтени од нивна страна како некој што направил нешто поразлично од сите останати кои што само аплицирале и чекале да бидат избрани. Кога зборувам ова, секогаш кажувам примерот со американскиот програмер кој што воодушевен од играта на една софтверска компанија, а сакајќи да работи за истата фирма, направил еден сосема нов мод на играта заедно со нови стази и карактери и истото го испратил во наведената фирма. Оттаму веднаш му било понудено работно место и бил работен во секторот за развој. Дури и таму на западот, каде што шансите за вработување се многу поголеми од тука, сватиле дека за некој нешто да ти даде, прво треба да имаш нешто вредно да му понудиш него. Сега дали е сето ова лесно? Секој дека не. За истото е потребна многу храброст, решителност и пред се истреност. Меѓутоа, што е алтернативата? Да извадите партиска книжка и да чекате некој од партија да ја работи? Или пак да работите хонорарно, колку да ги покриете своите трошоци за живот и да си го жртвувате сонот за успешна професионална кариера? Изборот е само ваш. Се надам дека сите кои што го гледат ова сте далеку помлади од мене, затоа што колку порано го сватите ова, толку се поголеми шансите за да напредувате во вашата кариера. Меѓутоа и да сте повозрасни, никогаш не е касно да ги промените вашите сваѓања и да тргнете конкретно со овие чекори кон остварување на вашиот сон, а се надам дека истиот е потрага по подобро работно место. До следното видео, поздрав и секој добро!